Георгиевски, кој најмногу ви има разочарано? Значи, остана нели неколку прашања, кој најмногу ви има разочарано, кој го сметате конкурент најголем против? Кој најмногу ви има разочарано? Па многу сега не сега Еден сигурно најмногу. Не знам. Доста Димовска, Борис Мејковски. Вие на пример не можам да одвојам никој посебно да ти кажам право. Имаше толку многу удари сум имал што наистина не би можел да правам список на луѓе кои на пример кај Ѓорги Коритаров во Слободна зона. Денко Малевски се дава нели интервју за него. Кај што кажа дека Гоце Делчев и мислам Крсте Петков и Сирков дека се бугари. Вие таму кажувате дека доста Димовска ве излажала, дека ви кажала дека нема досија, дека имала многу сомнителна влога, дека многу луѓе има заштитено во тој еден период. Плюс тука е Борис Стојменов, кој не го спомнавме, кој е потпредседател на ВМРО, кој е министер за финансии, кој заедно со Борис Мејковски ви го прават оној пуч со 4 или 5 пратеника кој треба да ве рушат 2000 година. Тоа е Борис Трајковски. Чи гледате, дел од екипата кој околу вас ви прави во некој Љубиша Ѓоргиевски покојник кој во 2 наврати сака да биде да ве смени на лидерска позиција. Меѓутоа тоа е минорен, како да кажем, многу лесно завршува. Видете, Борис Стојменов што кажете судирот. Каде е судирот со Борис Стојменов? Борис Стојменов е навистина стручен судирот. Тој го права министер за финансии и он демонстрира многу мал реформски капацитет. И нели доаѓа ТМВ, Светска банка и значи нон-стоп почна веќе да се жалат на него. И кажуваат министерот ништо не прави. Се што ќе се договориме ништо не спроведува. Ништо не прави. И едноставно после кога дојде тука некоја реконструкција самата, тоа не беше реконструкција само. Тоа е крај на 99-та. Некоја реконструкција се наметна, сега не знам што беше таа реконструкција. И тогаш му рекол Борис, еве гледаш и самиот ти дека работата. Тогаш медиумите пишува. И он меѓувреме почна да си прави бизниси за неговите фирми. Печатењето, целото печатење одеш у неговата печатница, ваму, таму. Деловен простор. Деловни простори. И тоа беше, значи, се што беше интересно. Дури јас го менувам го менувам Борис Стојменов за да го ставам Никола Груевски. После една година Борис Стојменов на мене ми е до ден денеска најголем непријател, а Никола Груевски и Борис Стојменов си прават бизнес и после тоа си прават, си функционираат. Дури во една бомба, кај што се не Емил бара нарачка да ме ликвидираат мене, на Бошковски, го вели на Сашо Мелков, уште Лупчо да го апсиш, ќе те частам све што треба. Имаше еден документ кој јас го обезбедив и му го дадов на Никола Груевски, каде што Борис Стојменов зима одредена провизија за приватизацијата на Стопанска банка. Тоа сака да ве прашам. И Никола Груевски тоа никогаш не го отвори во јавноста, меѓутоа мислам дека го имам употребено во дел на купувањето на Канал 5 телевизија после да работи за него. Тоа сака да ве прашам. Бидејќи тој временски период кога се приватизира Стопанска банка, две големи грчки банки учествуваат. Разговорите за приватизацијата ги водат Борис Стојменов и Глигор Бишев. Струмичка. Па не беше тоа по Струмичка, туку едниот дојде од Народна банка, едниот од Министерство за финансии. И што покажуваше тој документ? Па дека е земена провизија. И тој документ го има кај Никола Груевски. Јас лично сум го дал. За провизија во Италија? Мислам дека во Англија беше. Во Англија? Добро, меѓувреме се изверзира, не земат веќе во Италија, почнуваат во Англија. И дека тој документ, че гледате две клучни телевизии, со А1 не се договарат, ја затварат. Затварат, да. Сител стара и ова е интересен момент, Колку му се значени медиумите. Како се прави таа медиумите? Да, него медиумите беа многу значени.